Сојузот на синдикатите на Македонија работи контра правата на работниците, обвинуваат од Конфедерацијата на слободни синдикати. Реакцијата стигнува откако председателот на ССМ Дарко Димовски потпишал документ за исплата на К15 за работниците на водовод дури 8 пати помало од предвидената сума, откако претходно дал согласност директорот на Водовод и канализација Скопје. Првиот човек на самостојниот синдикат на Водовод и канализација Залфа вели дека предпријатието се соочува со голем број на тужби од членови и тоа за исплата на К15, кој согласно колективниот договор изнесува 24.000, а не само 3.000 за изминатите 3 години. Тоа е флагрантно кршење на работничките права за кои ние се бориме веќе изминати повеќе години во изминатиот период за зголемување на работничките права. Уместо како председател на Сојуз на синдикати на Македонија, Дарко Димовски, да ги застапува работниците и да се бори за поголеми права на работниците, тој ја потпише оваа срамна спогодба на штета на работниците од ЈП Водовод и канализација. Отказ се јавно прашуваат за кого работи најголемиот синдикат во земјава, дали ги штити правата на работниците или пак работи за своји лични интереси. Јавно го прашувам Дарко Димовски за кого работи, дали за работниците, дали за работодавачите. Ова што го направи прошлата недела со потпишувањето на спогодбата, тоа значи флагрантно кршење на работничките права. Првиот човек пак на ССМ Дарко Димовски се правда дека прифатил вработените да ја земат минималната сума, зашто јавното предпријатие се наоѓало во тешка финансиска состојба. Нас не е интенција да го затвориме Водовод и канализација, бидејќи ако гледаме наназад, ако му параме 11 години по 24.000 по 400 евра, тоа ќе биде огромна сума и тоа ќе се клучна предпријатието. Ние за тоа се договоривме со менаџерскиот тим на чело со директорот Душко да направиме на финансиска слика која ќе ни имплицира за наредните 3 години да не го доведеме во предпријатието во една финансова криза, што значи вакви критики не прифаќам. Ние работиме све за подобрување на статусот на работникот, моментално за ова предпријатие се јавува. Од самостојниот синдикат не отстапуваат. Се заканија со порадикални мерки ако не ја добија законски утврдената сума. Инаку во колективниот договор стои дека работникот има право на регрес за годишен одмор и тоа во висина од најмалку 40% од основицата ако работел најмалку 6 месеци во текот на годината кај сработодавач.